Поради тоа што за денеска повторно неподготвени излеговте на пресконференција, неинформирани зошто не беше издадена Б-интегрираната дозвола, би сакале да ви укажеме дека недоделувањето на Б-интегрирана дозвола е поради една, а не повеќе причини, а тоа е недонесување на решение за спроведена постапка за оцена на влијание врз животната средина од работењето на постројката. Она што сакаме да го потенцираме дека од страна на Стентон ДОО не беше побарано да се достави такво мислење, ниту пак истото е пропишано како услов за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола согласно Законот за животна средина и согласно Правилникот за постапка за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола. При тоа во претходната постапка за добивање на концесија за површинскиот коп за експлоатација на минерална суровина гранит на локалитетот Билбилкаме на општина Битола, ние испративме известување за намера за спроведување на горе наведениот проект и врз основа на истото Министерството за животна средина како надлежен орган донесе мислење во чии диспозитив стои за изведување на проектот површински коп за експлоатација на минерална суровина гранит на локалитетот Билбилкаме на општина Битола не треба да се спроведе постапка за оцена на влијанието врз животната средина, а инвеститорот Стентон ДОО е должен да изготви елаборат за животна средина. На барањето на Стентон ДОО, компанијата Рирудинг го изработи елаборатот за животна средина и истиот беше одобрен од страна на Министерството за животна средина. Ваквиот елаборат и решение за негово одобрување се доставени до општина Битола заедно со барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола, се вели меѓу другото во демантот од страна на Стентон ДОО во однос на пресконференцијата на СДСМ.